Лак Агролидер започна со имплементација на новиот проект во соработка со УСАИД, насловен како Развој на деловниот екосистем, чија главна цел е зголемување на профитот на компаниите во земјоделскиот сектор и генерирање на нови работни места. Ваков вид на проект за прв пат се реализира во Македонија, а преку него се отвораат можности компаниите да инвестираат во добавувачите и нивно поголемо поврзување се со цел зголемување на профитот и на двете страни. Ќе градиме социјална кохезија, она што мотивација фармерите да се здружат и заедничко да соработуваат со заеднички бенефити. Преку купување на 3 машини, значи би се вклучиле околу 10 фарми, а бенефит би имале околу 50 фарми на територијата на Прилеп, Долнени, Крушево, Кривогаштани, а вано ќе осопати дел од територијата на Битола. Значи со овсовременувањето и со обуките што ќе се спроведат на самите фарми кои што се вклучени во овој проект, ќе се овозможи да се внесат добри практики, да се зголеми продуктивноста на самата фарма, а војно да се обезбедат и вработување со обучен персонал на фармата. Со проектот планирано е да се набават ролобалирачка, современа ТМР машина за проток на балансирана исхрана на фармата, а ќе се набавело и бокс за режење на папци, бидејќи фермерите се соочуваат со недостиг на добра опрема и недостиг на обучен персонал, а здравието на животните влијае врз нивната продуктивност. Со 50% при набавката на оваа опрема учествува УСАИД, а останатиот дел учествуваат еден фармер, млекара и фабрика за производство на сточна храна. Опремата ќе биде во собственост на 3 млечни фарми кои што генерираат вработувања, а под надзор на Лак Агролидер. Овој проект е всушност пилот проект кој што го спроведува Лак Агролидер, а се спроведува на териториите на општините Кривогаштани и Крушево и околните населени места. Значи како што кажав е пилот проект, во зависност од резултатите кои што ќе ги покажи и ќе бидат мерливи според веќе дадените индикатори и показатели. Дали ќе има дополнително продолжување на останатите територии или не, значи ќе се знае согласно индикаторите по завршувањето на имплементацијата на проектот. Опремата се очекува да пристигне кон средината на јуни.